На Меѓународниот ден на жената 8 март на протестен марш во Скопје, активисти и граѓани испратија јасна порака за поголема заштита на жените, но и за посилна реакција од страна на надлежните институции за семејното насилство. Правда за Ивана. Нема да има слобода додека нема слободни жени. Беа дел од пораките на протестниот марш, насловен "Нема да не снема". Протестниот марш почна пред паркот Жена Борец преку владата до градскиот парк. Протестот го следеше Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, протестот мина во мирна атмосфера, беа упатени јасни и недвосмислени пораки. Токму така. Од денешниот 8-мартовски марш, кој што туку заврши овде на локацијата каде што се наоѓаме ние пред спомен пистата на Вера Јуцик, беа испратени на вистина голем број пораки во знак на поддршка и унапредување на женските права. Недоволна институционална заштита и потреба од поефикасни превентивни мерки беа дел од пораките кои што беа во фокусот во текот на целиот 8-мартовски марш, кој што започна во паркот Жена Борец, а потоа продолжи и пред владата. Во текот на марширањето и во текот на обраќањето можевме да слушнеме говори кои што велат дека денешните подароци, честитки и букет цвеќиња не се доволни. Напомена присутните дека се потребни коренити мерки кои што ќе покажат дека како што велат оваа држава ги сака жените, дека на оваа држава и се потребни жените и дека во иднина ќе покаже поголемо чувство за емпатија кон нив. Велат нема веќе да се толерира родово базираното насилство, меѓутоа и економската нееднаквост помеѓу мажите и жените. Да слушнеме дел од обраќањата. Ова денес е револт на генерации жени кои ги граделе слободата и домовите, образованието и фабриките, но нивните гласови се уште се задушуваат под стилниот стисок на патриархатот. Како да славиме кога се бориме за опстанок, кога секојдневно умираат жени? Лути сме, тажни сме, гневни сме. Преплавени сме од вести за различни силувања на женското тело и достоинство, за насилства кои секојдневно ја потсетуваат нашата реалност, дека жената се уште мора да се бори за својот живот. Би сакала да живеам во земја во која месецот март навистина ќе ме асоцира на цвеќе наместо на смрт. Би сакала да живеам во земја која нема да ме тера да му слугувам на домот, за токму во тој дом да ми пресуди некој маж кога истата таа земја го научила дека мојот живот е во негова собственост и дека има право и слобода да ми го одземе. Ве прашувам сега сите, постои ли правда за сите загубени животи кои ги броиме и со грудка во душата ја дочекуваме следната трагична вест? Потврливме како општество, потврливме како систем, потврливме и како родители. Ние до ден денес не создадовме подобра иднина за нашите деца. Што велат бети граѓаните кои учествуваа на протестниот марш? Буве дел од граѓаните со кои што успеавме да поразговараме, велат дека доколку нема во моментов можност да се направат коренити промени во законските регулативи, велат дека би било добро кога барем би се почитувале оние законски решенија кои што се веќе воспоставени и кои што се во знак на заштита на женските права. Исто така напоменува дека неопходно е превземање одговорност на сите оние кои што затаиле, односно на сите службеници во различни институции кои што, како што велат, не си ги вршат доволно добро нивните зададени обврски, а потоа страда една цела група, односно женското население. Еве што велат. Трудам да се обкружам со луѓе кои што ги поддржуваат жените и сите општо. И се чувствуваме како многу изолирана група на луѓе. И се чувствуваме како група на луѓе што нема баш многу простор и слобода да отворено да ги
изразува ставовите према тие што не се чувствуваат така према останатите луѓе. Посебно последно време дека баш и не се земени предвид женските права, заштита на жените, заштита на женските права како сакате. Значи да се почитуваат тие законски регулативи, институциите да сносат одговорност, да ги повикуваат на одговорност оние што ги кршат, а не откако ќе се случат сериозни трагедии, загуба на живот и насилство, да излезат со некакви изјави. Така, на транспарентите кои што можевме да ги забележиме во текот на марширањето, на многу од нив беа испишани пароли кои што се во знак на поддршка на женските права. Нема да не снема беше и слоганот по кој што се одржа овој 8-мартовски марш, а исто така многумина покажува високо во воздух транспаренти на кои што пишуваше нема слобода без слободни жени. Дел од оние кои што беа присутни со кои што поразговаравме, меѓутоа не сакаа да бидат прикажани пред нашата камера, само порачаа дека овие транспаренти кои што денеска ќе се видат во етерот би требало да бидат и водилка за сите граѓани во текот на целата година и да се приспомнуваат на нив. Студио. Ти благодарам. Елизабета Дамјановска-Спасеновска го следеше 8-мартовскиот марш во Скопје и ни ги пренесе пораките испратени оттаму.